Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисиме Нада. Во нив ќе гледате. Јавното предпријатие Комуналец Гостивар доби возило булдожер како донација во рамки на проект. Тетовските пожарникари бараат средба со градоначалничката Рифи. Изложба на сработеното од работилницата на ликовниот уметник Славчо Максимовски и фотографот и режисер Глигор Кондовски. Јавното предпријатие Комуналец Гостивар доби возило булдожер како донација во рамки на проектот за намалување на ризици од поплави во Полог. Проектот се финансира од швајцарски фондови. Јавното предпријатие Комуналец од Гостивар го поднови возниот парк со ново специјализирано возило булдожер. Возилото е донација обезбедена преку проектот за намалување ризици од поплави во Полошкиот регион, што се финансира преку швајцарската амбасада и швајцарската агенција за развој и соработка. На примопредавањето на донацијата присуствуваше и градоначалникот на Гостивар Арбен Таравари. Се работи за продолжеток на проектот што се финансира од швајцарска амбасада. Практично овој проект е за менаџирање со поплави во Полошкиот регион. Започна, знаете, со уредување на кровот на Основното училиште Гоце Делчев, потоа продолживме со Кеј Вардар. Во сите овие проекти нормално партиципираше и општина Гостивар со своји средства. И ова е трет дел кај што добиваме еден нов булдожер, фактички финансиран, повторно ќе повторам, од швајцарска амбасада, реализиран од UNDP. Се работи за неколку проекти кои што UNDP и швајцарската амбасада и помагаат на општина Гостивар, затоа ја би ја искористил можноста да им се заблагодарам на нивните активности со кои што директно помагаат на граѓаните на општина Гостивар. Знаете дека овие практички булдожери ќе се употребат за доброто на граѓаните, за се тоа што мислиме дека може да се среди и да се уреди преку нашите две јавни предпријатија кои што функционираат во склоп на општина Гостивар. Директорот на Комуналец Исак Лазами исто така се заблагодари на донацијата и нагласи дека возилото ќе биде од значителна корист во работните активности на предпријатието. Целта на проектот за намалување ризици од поплави во Полошко е да поттикне суштинска промена во управувањето со овој ризик, односно да се забрза преминот од сегашниот пристап кон систем на интегрирано управување со опасноста, ранливоста и изложеноста на населението, со цел да се спречат и намалат влијанијата од идните поплави. На Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово денес беше отворена лабораторија финансирана од НАТО и од Центарот за управување со кризи. Поздравен говор имаше ректорот професор доктор Абдулменав Беџети, а говори одржаа и представници на Центарот за управување со кризи и НАТО. Денеска во ова манифестација имавме прилика да промовираме виртуелната лабораторија која благодарејќи на Центарот за менаџирање со кризи и НАТО алијансата во соработка заедно и со MIT или Институтот за технологија во Масачусетс влегуваме во овај зафат во кој што ќе ни помогне во многу аспекти, но преди се во диджитализација на Центарот за менаџирање на кризи и во опсек на тоа учеството на Универзитетот како институција која е должна да даде импакт во овие аспекти во државава, а пред се во делот на подршка на диджитализацијата, односно и основата на диджитализација. НИК системот на лице место покажува кои се придобивките од влезот на нашата држава во НАТО. Ние во реално време ќе можеме да ги следиме и поуспешно да ги превенираме и координираме сите опасности кои што го загрозуват здравието и животот на граѓаните. Тројца млади научници, професори од Универзитетот на Југоисточна Европа, тоа е доктор Висар Шеху, доктор Адриан Бесими и доктор
Агрон Чауши веќе се дел од проектот и заедно работиме. Ова е крунисување и воедно представува еден асет кој што ќе биде во поддршка не само за Центарот за управување со кризи, него за институциите кои што се дел од системот за управување со кризите. Нашите планови понатаму не завршуваат на национално ниво. Оно што сакаме да го направиме заедно со Универзитетот на Југоисточна Европа, да оваа лабораторија послужи и регионално, а зашто не и утре и во склад на НАТО алијансата. Бараме повторно да се стави графа за прекувремена работа во пресметките на плата за пожарникарите. Од денес ги прекинуваме протестите за да видиме дали општината ќе сака да разговара со нас. Порачаа денес тетовските пожарникари и додадоа дека ако не остварат средба со градоначалничката до петок, од понеделник ќе протестираат на улица. Денеска е еден од неколкуте дена каде што Синдикатот на пожарникарите на Македонија и Синдикалната организација на пожарна Тетова протестира за своите законски права, како што наведено и претходно. Тоа е правата кои се засновани врз основа на закон за работни односи, општиот колективен договор во јавниот сектор, а тоа е во делот на додатоци на плата за работа ноќе, работа во ден за неделен одмор, прекувремени сати и работа во празник. Имено ги повторуваме овие барања нонстоп затоа што тие се законски наследени права, стекнати права и секаде се плаќаат, освен во ТПП-тето. Имено бараме повторно да се стави графа во пресметките на плата. Графата за прекувремена работа. Од страна на синдикатот, како форма на добра волја, иако беа најавени протести наредниот период да продолжат, од денеска ги прекинуваме протестите. Се со цел да видиме дали општината ќе сака да разговара со нас. Ние сакаме да разговараме со општината. Ние сакаме преговори, мирно решавање на спорови, кои се покриени согласно закон. Ништо повеќе не бараме од другите што имаат. Во следните 2 до 3 недели сите да бидеме крајно внимателни, апелираше денеска министерот за здравство Венко Филипче, кој рече дека има некакви позитивни придвижувања во однос на епидемијата, но не смееме да ризикуваме уште еден силен бран. Согласно извештајот на Институтот за јавно здравје, и оваа недела продолжува падот на сите бројки и индикатори кои ги следи Институтот во целиот овој извинат период. Имаме намалување за 16,9% на ново заболени во последните 7 дена. Процентот на позитивни од тестирани лица бележи пад за 5%, колку што бележи падот и во проценти на починати лица. Се намалува бројот на пациенти кои што се хоспитализираат во болниците. Анализата за последните 2 недели покажува дека се намалуваат хоспитализираните пациенти и во скопските болници клиники и во општите и клиничките болници ширум државата. Во првата недела од декември имало 890 хоспитализирани пациенти, денеска бројката е 629. Има навистина слободен број на кревети кој што до сега во изминатиот период немаше. Скоро полупразна болницата во делот на ковид оделенија во Битола, нешто слично во Охрид, понатаму во Пирлеп значајно голем број на слободни болнички кревети во Куманово, после сериозно долг временски период, 30 на кревети слободни, таму болницата беше практично преполна во целиот изминат период. Во однос на тестирањето, има се повеќе слободни термини, што значи дека се намалува притисокот. Пред нас следи вообичаено убав период на новогодишни празници. Меѓутоа ние имаме многу тешка година зад нас и искрено верувам дека следната ќе биде многу подобра.
Сакам да апелирам да во вакви услови ситуација кога епидемијата сериозно спласнува и се стабилизира, да не направиме ништо да истата сега се влоши. Апелирам да се празнува одговорно во кругот на семејството, без групирање со почитување на јасно пропишаните протоколи и мерки. Владата на Република Бугарија на денешната седница донесе одлука од секоја количина вакцини против COVID-19 која стигнува во таа држава, една одредена количина да биде наменета за нашите граѓани и тоа да биде во форма на донација. Министерот за здравство Венко Филипче денес беше и во Софија на покана на бугарскиот премиер и министер за здравство. Ова е едно исклучително важно прашање за нас во момент кога во целиот свет практично сите држави се обидуваат да на секој начин што побрзо стигнат до вакцината, а земјите членки на Европската унија имаат таа предност да имаат механизми во рацете да направат и директни договори со дел од производителите. Ова е еден многу важен за нас начин да стигнеме што порано до потребната количина на вакцините за да се вакцинира соодветен процент не само на населението во рамките на една држава, туку и во сите соседни држави, заради тоа што е тоа многу битно во целокупниот процес на стекнување на колективен имунитет. Сметам дека оваа криза не научи на солидарност, не научи дека треба да си помагаме, дека треба да бидеме добри пријатели и соседи, дека само заедно може да ги решаваме проблемите и да ги надминуваме сите предизвици кои што се пред нас. Сакам да изразам голема благодарност во името на владата на Република Северна Македонија за овој навистина пријателски гест, една помош која што значајно ќе го олесни пристапот до вакцините на нашите граѓани. Во следниот период ќе останеме во контакт со министерот Ангелов, со кој што имавме и комуникација во изминативе повеќе месеци за да работиме и на техничките детали околу складирањето и дистрибуцијата на вакцините. Изложба на уметнички слики, филмски фотострипови и филмска проекција. Децата кои се дел од работилницата на уметниците Славчо Максимовски и Глигор Кондовски утре во музеот на град Тетово ќе го презентираат сработеното од оваа година. Млади и талентирани лица утре во музеот на град Тетово ќе го изложат сработеното од годинава која изминува. Работилницата на ликовниот уметник Славчо Максимовски од годинава е надополнета и со филмска работилница предводена од Глигор Кондовски. Двајцата на младите креативци од Тетово и околината им ги пренесуваат своите знаења и искуства, а утре ќе одржат својата петта ликовна изложба, на која се добре дојдени сите заинтересирани за уметноста. Мислам дека е забавно за децата тука од Тетово и од Тетовско и мислам дека е една добра работа што правиме за понатамошниот нивен развој. Изложбата е планирана да биде во среда на 23 декември. Добро дојдени се сите кои што сакаат да ја посетат изложбата, ќе биде отворена неколку дена. Така да мислам дека секој кој што од Тетово и сака да види што ние сме сработиле во изминатиот период и да ни даде така поддршка да продолжиме понатаму, мислам дека добро дојден и се надевам дека секој ќе биде изненаден од тоа што децата го сработиле затоа што се навистина талентирани. Мислам дека ова е добро затоа што од оваа работилница и се излезени веќе 20 деца што се во средното уметничко, кои што значи имам информации дека продолжуваат и надвор од државата да се образуваат, на пример во Холандија или во некои други земји, што е одлично, значи како еден стимул за оваа работилница да продолжи, како една промоција на градот, промоција на Македонија. И мислам дека се тоа што го правиме заедно е за едно општо добро и за еден културен развој на градот. На изложбата ќе бидат изложени и филмски фотострипови како и филмска проекција. Дел од работилницата се и ученици кои се присутни уште од самиот почеток. Во оваа работилница сум веќе 5 години и се доградуваме секој ден. Многу е интересно, на секој час нешто ново учиме. Нормално дека присуство на талент кај сите постои, но и учиме нешто ново. Би сакала да ми биде и професија, затоа што е доста интересно и сега во
ова време на корона, многу е добро кога ќе се опуштиш со некој цртеж или слика. Од многу порано сум сакала да цртам, но некако дојде време и сакав да почнам да дојдам овде и кога дојдов многу интересно беше. И продолжив. Во работилницата членуваат деца од основното и средното образование. Максимовски вели дека талентот кај децата е огромен, а работилницата е само дополнителна можност за нивен развој. Тој додава дека се надева, оти во скора идни на ваквите проекти ќе најдат на поддршка и од локалната самоуправа, бидејќи како што вели, се работи за развојот на културата и уметноста во регионот воопшто. 5 лица се повредени, од кои едно потешко во сообраќајка која се случила вчера вечер во Дебреше. Од СВР Тетово информираат и дека 76 лица се казнети за неносење заштитна маска. Вчера вечер околу 22 часот на регионалниот пат Гостивар Градец во Дебреше се случила сообраќајна несреќа во која учествувале две патнички моторни возила. БМВ со гостиварски регистерски ознаки управувано од 33-годишникот Дебреше и Мерцедес со германски ознаки што го управувал 48-годишник. Во несреќата малолетна сопатничка од БМВ-то се здобила со тешки телесни повреди, а двајцата возачи и две сопатнички од едното и од другото возило завршиле со телесни повреди, констатирани во гостиварската општа болница Ферит Мурат. Увид извршила екипа од оделението за внатрешни работи Гостивар. Во текот на изминатото деноноќие, според статистиката на СВР Тетово, за неносење заштитни маски на вкупно 76 лица, од кои 50 во Тетово и 26 во Гостивар, изготвени им се прекршочни платни налози, согласно член 6 од соодветната владина уредба. А контроли им биле извршени на 839 лица со вакви решенија во Тетовско и 510 во Гостиварско, и при тоа не било констатирано непочитување на издадените решенија, информираат од Тетовската полиција. Поради зголемената сообраќајна фреквенција која настана со доаѓањето на навремено вработените од странство, СВР Тетово со апел до возачите да ги почитуваат правилата и прописите. Полицијата веќе ги засили контролните активности. Со доаѓањето на времено вработените од странство на поширокото полошко подрачје забележително се зголеми вкупната сообраќајна фреквенција, не само по тетовските и гостиварските улици, туку и автопатот и околните регионални и локални патишта. Оттаму секторот за внатрешни работи Тетово апелира до сите учесници во сообраќајот, пред се до возачите на моторни возила, да бидат крајно внимателни да ја прилагодат брзината според условите на патот. Покрај ова се апелира исто така возачите од ова подрачје максимално да ги почитуваат правилата и прописите кои се однесуваат на паркирањето и да не ги паркираат возилата во така наречени двојни редови, зашто на тој начин создаваат метеж кој го отежнува нормалното и безбедно движење на другите учесници во сообраќајот. Секторот за внатрешни работи Тетово предупредува дека секое непочитување на знаците, правилата и прописите законски ќе се санкционира со изготвување на соодветни поднесоци или со исклучување од сообраќај зависно од видот и карактерот на направениот прекршок. На оние кои деновиве планираат да патуваат кон Попова Шапка или Маврово, им се советува задолжително да поседуваат адекватна зимска опрема, зашто се најавуваат снежни денови и пониски температури. СВР Тетово веќе ги засили контролните и други мерки и активности, планирани во овој период од годината, кои во пресред на празниците дополнително ќе се интензивираат, со ангажирање на поголем број патролни служби низ Тетово и Гостивар, но и на другите места во регионот.
Почитувани гледачи, тука е крајот на вестите. Ви благодариме на вниманието. Бидете одговорни и почитувајте ги мерките за заштита. Пријатно!